Книгата се вика "Животот вреден да се живе" и е споменик на семејствата кои што имаат деца со повреченост и споменик на нивната борба, секојдневна борба со она со кое што секој момент го живее. И е многу инспиративна за расказ или роман и имаше многу чувства и тоа е книга што е за паметење и што треба да се најде во некои библиотеки на важни места. Este adevărat tot ce ne-a spus și vă mulțumim pentru toate aceste informații. Mi-ar plăcea să citesc asta și, de asemenea, sunt absolut convinsă că o poveste reală, trăită, este extrem de convingătoare. Благодарим многу што вечерва ни ја споделивте оваа информација. Секако би сакале и ние, и јас како авторка, да имам можност да ја прочитам книгава, затоа што, како што и самата авторка кажа, вистинските чувства на ваков начин прераскажани допираат до сите нас. Само на македонски? Само на македонски. Pentru... Aș vrea să fie tradus. Очекува превод, за да може да прочита самите книги. Ме интересира нешто до авторката, дали на доколку дойде до филмување, точно до филмска верзија на романот Елиза, и доколку би било понудено да учествува во сценариото, дали би прифатила или пак би одбила се со идеја дека тоа што сакала да го кажала во романот и дека сака да види како тоа други би го направили. Благодарам. Asta cu filmele și e destul de complicat. Имајќи предвид нејзиното искуство, филмовите оглавно се доста комплицирани. Într-o prima fază, subiectul cărții a fost cumpărat de Hai Film. Самиот текст беше купен од продукцијата High Film. Și au avut scenaristul lor, au un scenarist al lor. И имаат, нажалост, нивни сценаристи. Apoi drepturile au fost vândute unui studio din Budapesta. Правата беа продадени на едно студио од Будипешта, care l-a ales ca regizor pe Andrei Guzinski, кој го убра како режисер Андрей Кузински, care fiind prieten cu mine, кој што е мој драг пријател, mi-a permis să scriu scenariul, ми дозволи да го напишам сценариото, dar cu condiția să respect viziunea lui. но со еден услов.
Да Deci го va fi povestea lui, va fi opera lui. со еден услов да се придржувам кон неговата визија, кон неговата слика и цел. Пошто приказната секако ќе биде негова. Нема потреба, мислам. Грлата сум. Пред се честитки за македонското издание на вашата книга, честитки до вас за преводот. Антолог морам да ги пофалам, ако ништо друго, секогаш имат добри преводи. И интересни содржини се разбира. Мене прашањето ми е, веќе кога зборуваме за филмот поврзан со вашата книга, е базирана на вистинска приказна. Мислам дека станува збор за игран филм. Зошто не документарен филм? Mie mi-ar plăcea să fac un documentar. Мене искрено би сакала да направам еден документарен филм. Despre ceea ce s-a întâmplat în continuare cu fetița care mi-a inspirat cartea. А поточно документарен филм кој што ќе го опишува животот на главниот лик во самата книга, што се случува денес. Mă gândesc de multă vreme la asta. Многу долго размислува на ова